Македонија не отстапува од европската агенда и реформите. Предизвиците ќе се надминуваат чекор по чекор. Ова е главната порака пренесена во Брисел од страна на шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски и министерот за европски прашања Орхан Муртезани. Двајцата министри остварија средба со високата представничка за надворешни работи и безбедносна политика на Европската унија Каја Калас. На состанокот се потврдила континуираната посветеност на државата кон европскиот интегративен процес и заедничките напори за продлабочување на партнерството со Унијата во областа на безбедноста и одбраната. Тоа што го видовме е дека има од Европската унија навистина сериозна посветеност која што се нагласува поврзана со проширувањето кон Западниот Балкан, но ги афирмирав и тие позиции кои што ние ги имаме. Ние како држава сме секогаш подготвени за диалог, но исто така треба да има и висок степен на свест кај Европската унија. Дека сме држава која што повеќе од 30 години постојано прави национални отстапки и има очекување дека ќе добие соодветни гаранции по однос на предвидливоста на нејзиниот европски пат. Во Брисел се разговарало и за реафирмација на целосната усогласеност на македонската влада со заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската унија. Дополнително биле отворени и прашањата за регионалната поврзаност со акцент на стратешките инфраструктурни проекти. Меѓу нив Муцунски го посочи и Коридор 8 како еден од најзначајните за забрзување на економската и транспортната интеграција во регионот. Дискутиравме за како го гледаме диалогот и патот напред. Секако госпоѓата Калас може да биде продуктивен чинител во изнаоѓање на решение, но ќе повторам, решение кое што никако не смее да ги стави во ризик нашиот идентитет, нашиот јазик и нашите историски обележи. Муцунски утре на покана на генералниот секретар на НАТО Марк Руте ќе присуствува на состанокот на министрите за надворешни работи на земјите членки на Алијансата, каде главна тема ќе биде војната во Украина и обидите на американскиот претседател Доналд Трамп да стави крај на војниот конфликт.